За да направите деформерот да се движи заедно со топката, треба да го парентувате bend handle за топката. Од Window менито селектирајте Outliner. Овој панел ви нуди листа на сите објекти во сцената. Со средното копче од глувчето, фрлете го bend handle врз нодот на топката. Кликнете на плюс знакчето веднаш до нодот на топката, за да ви отвори хиерархијата на објектот. Сега можете да видите дека топката е носител, парент на рачките од двата деформера. Затворете го Outliner панелот. 3. Поставете клуч на атрибутот Curvature на Bend нодот. Bend нодот содржи атрибут наречен Curvature, кој што служи за контрола на искривувањето. Овој атрибут ќе го користите за да го анимирате извиткувањето на топката. Во Channel Box кликнете на Bend Input нодот за да го отворите. Кликнете на атрибутот Curvature за да го селектирате. Од менито на Channel Box селектирајте Channels, Key Selected. На овој начин сте го оставиле почетниот клуч на атрибутот Curvature. 4. Вклучете го копчето Auto Key. За да ставите повеќе клучеви на атрибутот, ќе користите командата Auto Key. Овој метод ви овозможува да ставате клучеви со едноставно менување на вредноста на атрибутот. Вклучете го копчето Auto Key. Сега, ако менувате некој од атрибутите што веќе содржат клучеви, со оваа команда нови клучеви ќе се ставаат автоматски. 5. Коригирање на граничникот на Bend деформерот. Одете на фрейм 5. Бидете сигурни дека инпут нодот на Bend деформерот во Channel Box е селектиран. Селектирајте ја Show манипулатор алатката. На оваа алатка се отвараат неколку рачки кои овозможуваат подобра интерактивна контрола врз атрибутите на Bend деформерот. Кликнете на горната рачка на манипулаторот и влечете нагоре за да ја зголемите горната граница на деформерот. На тој начин ќе се осигурате дека свиткувањето ќе биде исправно кога топката ќе биде потполно истегната. 6. Коригирање на атрибутот Curvature. Кликни и влечи десно на централната рачка на манипулаторот за да го зголемиш атрибутот Curvature. Запри кога топката ќе се свитка нанапред, вредноста во Channel Box би требало да изнесува околу 0.5. Веќе е креиран новиот клуч, бидејќи копчето Auto Key автоматски креира нови клучеви со самата промена на атрибутот Curvature. 7. Ставање на уште еден клуч. Одете на фрейм 15. Кликни и влечи лево на централната рачка на манипулаторот за да го зголемиш атрибутот Curvature. Запри кога топката ќе се свитка наназад. Вредноста во Channel Box би требало да изнесува околу минус 0.6. Со самото тоа сте ставили уште еден клуч поради Auto Key опцијата. 8. Продолжете со анимирање на Bend атрибутот. Користете го методот на Auto Key за да ставите нови клучеви на атрибутот Curvature, така што топката ќе се свиткува наназад на 25 и 45 фрейм и нанапред на 35 и на 55 фрейм. Одете на фрейм 60 и сменете ја вредноста на Curvature на 0. Сменете го панелот фронт повторно во перспектив панел. Направете плейбек на анимацијата. Менување на времетраењето на анимацијата. Тайминг. За да добиете впечаток дека топката се оттурнува од земјата кога подскокнува, мора да го смените тајмингот на акцијата на Bend деформерот. Поентата е во тоа да ја поместите акцијата на Bend деформерот поблиску до отскокнувањето на топката, за да се појави што може побрзо. Менувањето на тајмингот можете да го направите во Graph Editor панелот како што го правевте тоа порано. За да го смените тајмингот на подскокнувањето, можете да го користите и Dope Sheet панелот. Dope Sheet панелот ви овозможува да се фокусирате само на тајмингот на анимацијата, без да се оптеретувате да гледате во сите анимацијски криви, што е случај со Graph Editor панелот. 1.
Селектирање на клучеви во DopSheet панелот. Бидете сигурни дека Bend Handle нодот е селектиран, а Bend нодот не е селектиран во Channel Box. Во Graph Editor панелот во менито Panels селектирајте Panel DopSheet. Овој прозорец ни го представува секој канал како серија на цртички поставени на долга лента кои ги представуваат фреймовите. Некои од цртичките се осветлени со боја што означува на кои места има поставено клучеви. Најгорната лента го представува збирот на сите клучеви, додека секој канал на селектираните нодови посебно има своја сопствена лента. Кликнете на плюс знакот со квадратен оквир лево од Bend Handle нодот. Кликнете на вториот плюс знак со кружен оквир лево од Bend Handle Shape. Со левото копче од глувчето кликнете на Frame 15. Тоа ќе биде единствениот клуч осветлен со жолта боја. Со држење на копчето Shift и повторно со левото копче од глувчето кликнете на клучевите на Frame 35 и 55. 2. Поместување на селектираните клучеви. Селектирајте ја Move алатката. Со средното копче од глувчето кликнете и влечете на десно во DopSheet панелот, се додека првиот клуч не го позиционирате на Frame 19. Направете плейбек на анимацијата. 3. Менување на изгледот на кривата. Иако поместувањето на тајмингот на свиткувањето во DopSheet панелот ви помогна многу, сепак може да не добиете резултати какви што очекувавте. За попрецизно да ја контролирате кривата помеѓу клучевите, треба да го смените изгледот на кривата во Graph Editor панелот. Во DopSheet панелот во менито Panels селектирајте Panel Graph Editor. Користете ја техниката што ја научивте во текот на лекцијата за да го смените изгледот на кривата како на слика 26. Во клучот кога топката удира на земјата, промените на свиткувањето се поостри и на тој начин го нагласуваат одскокнувањето на топката. Направете плейбек на анимацијата. Четири. Снимете ја вашата работа. Од менито Файл, селектирајте Save Scene As. Внесете го името топка 2 или лекција 2 во полето за име на фајлот File Name. Притиснете на копчето Save или на Enter. Подсетник. Добра идеја е вашата сцена, файл, да ја снимите под друго име после големиот број на измени кои сте ги направиле во неа. Различните сцени ви овозможуваат поголема прегледност во работата ако сакате да се вратите чекор наназад. Кога веќе еднаш сте снимиле повеќе верзии на сцената, можете да ги избришете претходните фајлови за да ослободите место на дискот. Заклучок. Сега вие внесовте душа во топката што подскокнува. Во следната лекција ќе научите како да текстурирате и да ја осветлите вашата сцена. Ако сакате, вие сега можете да го користите DopSheet панелот и Graph Editor панелот за да го подобрите квалитетот и тајмингот на различните анимацијски криви. Може би сакате одскокнувањето на топката да биде повисоко или свиткувањето да биде посуптилно. Разубавувањето на анимацијата е улога на секој аниматор. Бидејќи во оваа лекција ќе се фокусираме само на техниката на реализирање на работите, дополнувањето на анимацијата ќе биде оставено на вас самите на крајот од секоја лекција.